Премиерот Груевски лично наредувал подигнување милионски кредити од странство за нелогични трошења на реклами и споменици во услови кога платите на администрацијата и функционирањето на клучните ресори се доведени во прашање. Ваков заклучок сугерира лидерот на СДСМ Зоран Заев низ 11 телефонски разговори меѓу најприслушуваните министри Зоран Ставрески и Гордана Јанкуловска. Приходите се катастрофа, долговите се зголемуваат, а постојано се прават некои мегаломански работи и се доверува Ставрески на колешката Јанкуловска. Абе луѓе, пошто доаѓаат на оваква за буџет, па мора некои работи да кажат, што све ми кажуваат дополнителни работи таму. Што све ми кажувал, сега слики, нарачал 100 слики, слични како вие у музеот, што се, за во археолошкиот музеј. Добро бе, Горде, мислам, кажи ми дали јас сум ненормален или не знам више што, мислам. Според Заев, снимките откриваат дека Груевски е човек што изгубил контакт со реалноста и среде ноќ нарачува незаконско подигање кредит од 700 милиони евра, како што се жали Ставрески. Ти кажам Нокијаска каква порака добив, ми се смаци што ми идеше да му грабам телефон, да му скршам главата. Ја ти видам, мислам, не тера да направиме незаконско нешто. Не ја, Миле и Владо треба да подпишат со тие кинезите и неќат луѓе да подпишат и право се што неќат. И сега место со нив тоа да го расправа и они да го јават, јас сум месенџерот, мене ми се јавува ова зашо е вака, зашо е така не е подпишано. Му објаснувам зашо не и му пишав у пораката и мислам дека се управо луѓето. Додека Ставрески и Јанкуловска се чудат како да исплатат плата, долговите се трупаат, а на Груевски му се приоритет личните врски и бизнис партнерите. За бетон сме должили, ами за кој не должиме, бе, брат? Абе, и уште билдаме, уште ако може, уште нешто плюс. Па не, ама, мислам, стварно е дегутантно и више, кога ја земам да зборам, ми се повраќа ако веруваш на Влада. Тоа кажам, мислам, онака уплав да те фати. Кога гледам вака, колку, буквално тој термин што го употребуваат комуњариве за бегани, тоа е тој. Тоа е, мислам, оригинален. Патеки околу она, аквапаркови, не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи, тоа треба да го разбереме дека е ненормално. Идиотска е состојба. Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома. Тоа правиме. Така правиме. Значи, види, ние кратиме свесно и рационално се однесуваме, ки следуваме основниве функции под минимум, не се ни на минимум, а ваму градиме не знам шо. Државата не функционира. Според снимките што ги објави СДСМ, Ставрески го обвинува градоначалникот на Битола Владимир Талески за коруптивни сделки со превозници. И сега и на Кире Божиновски му се јавав да му изврши притисок, пошто Копилето играе крајно прљаво, значи тој е кај што е неспособен, уште тежок криминалец, ама и перфиден актер, она глумец. Тоа му е професија, тоа така да си кажам, добар глумец. Ставрески не го штеди ниту евроамбасадорот, а и во Орав. Овде е утужил Орав, тој Копилет. А што му фали на него, да. Нешто финансии го тужил, дека тоа што ИПА средства не ке се искористеле, финансии и екологија биле криви. Сејак. И фрустриран е тој. Јанкуловска му признава дека полицијата била насилна при протестите пред општина Центар и дека реагирал и амбасадорот Орав. Ми вика што е ова и затепаа пред општина со полицијава, дури ми се јави мене Кире ова, она полицајците малку ги спира ови. За среќа добро беше што испадна тата. И за среќа мислам полицијава реагираше малку, викам не е така, реагиравме, па му пишав порака, знаеш, морам некако да ја менаџирам. Овие 11 разговори водени за време на ребалансот на буџетот 2012 и подготвувањето на буџет за 2013 покажуваат зошто од собранието морале да бидат исфрлени опозицијските пратеници и новинарите, изјави Заев. Смета дека Јанкуловска и Ставрески не си заминале од владата, бидејќи знаеле дека Груевски и Мијалков ги следат и имаат со што да ги уценуваат.